17-годишник од Скопје завршил на дежурен лекар откако испил голема количина енергетски пијалоци. Тренд кај младите е конзумирање на овие пијалоци што содржат голема количина на кофеин. Најчесто се пијат заради потреба од будност и поголема енергија, но тоа треба да биде во умерени количини, потенцира професорот од токсикологија Андон Чибишев. Овие пијалоци испиени во големи количини предизвикуваат сериозни компликации по здравјето на луѓето. Може да го стимулира прво кардиоваскуларниот систем, а потоа и централниот нервен систем. Значи, испиен во поголема количина, тој неповолно делува на центарот за регулација на работата на срцето, ја забрзува работата, тахикардија, може да го зголеми крвниот притисок, да ја зголеми вознемиреноста, да го зголеми самодовербата и да предизвика кај конзументот несоодветно однесување во соодветни прилики и ситуации. Загрижувачки е што пијалоците представуваат забава кај малолетниците кои ги пијат во комбинација со алкохол, што може да предизвика сериозни компликации по кардиолошкото здравје кај децата. И во упатствата за конзумација на овие пијалоци пишува дека се прилично опасни кога ги конзумираат лица до 20 години и лица кои што го комбинираат со алкохол. Стимулатор еден, енергетскиот пијалок, алкохолот во старт во мала количина исто така го стимулира организмот и се суперпонира дејството, значи двојно дејство имаме кое може уште понеповолно да делува. Професорот Чибишев апелира до пазарната инспекција да се контролираат продавниците каде се продаваат никотински производи и алкохол, бидејќи многу често на дежурства има и малолетници под дејство на алкохол.